Почитувани гледачи, приказната која пред малку ја видовме е само едно од илјадниците кои за жал ги живеат жените околу нас. Танцот ја раскажа болката, но и храброста, онаа пресвртна точка кога жртвата станува преживеана и ја менува својата приказна. Денеска сме речиси на средина од меѓународната кампања 16 дена активизам против родовото базирано насилство, глобална и национална акција што од 25 ноември до 10 декември повикува на препознавање, превенција и заедничка одговорност, а оваа година пораката е силна и јасна, променија приказната, стави крај на насилството. Со нас ова утро во студиото на утринската Јасака Македонија е Бен Нупнау, заменик шеф на делегацијата на Европската Унија во земјава, со кого во следните минути ќе разговараме малку повеќе. Господине Нупнау, добре ни дојдовте во студиото и во утринската програма на Сител телевизија. Добро утро. Фала на поканата. Гледаме дека кампањата секоја година расте, се продлабочува и опаќа се повеќе партнери, се зборува гласно, но и стратешки, и да почнеме токму од тоа. Кампањата 16 дена активизам против родово засновано насилство започна на 25 ноември и организирате заедно со Организацијата на Обединетите нации, ОПСЕ и бројни институции во државата. Кои се активности досега се спроведоа годинава и на што е ставен фокусот? Што е најважната порака која што ја носи овогодинешната кампања? First of all, thank you again for having me. Сакам да се заблагодарам што сум ваши гости денеска. Навистина ми представува задоволство, како и другите години. И оваа година делегацијата на Европската Унија се издружува заедно со меѓународните партнери, со Обединетите нации, со ОПСЕ, меѓутоа и со домашните чинители, со граѓанските организации, со младински организации и други во многу важна кампања 16 дена активизам за борба против родово базирано насилство, затоа што ова е многу клучен момент со цел да се подигне свеста за една многу важна тема. На една тема која што всушност би требало да се адресира во секоја земја, тоа е насилството против жените и девојчињата. Всушност темата на новогодинешната кампања всушност е да се промени приказната, исто така да се стави крај на насилството, затоа што сакаме да покажеме дека заедно со нашата поддршка на жените и на девојчињата всушност тоа што се да се спротивстават на насилството, да можат да се изворат за себе, да се заштитат, да се одбранат и да можете да променат својата судбина, се разбира преку действување, со тоа да бидете, и тоа е многу важно, како нашата кампања всушност има различни елементи, да речеме виртуални, на интернет, комуникативни групи, исто така вистински настани, така да сте виделе, всушност веќе покажете до нашите видео, всушност приказни на жртви кои што покажувате како тие се справуваат со таа ситуација. Имаме кампања, навистина сме многу годи, имаме една многу позната кампања. За борба против насилството, исто така ние, значи, сме подготвили неколку видеа за кампањата кои што ги прикажуваме за овие 16 дена на активизмот на разни социјални медии. Всушност еден дел исто така се ангажираме исто така во вистински настани, како што веќе ви е познато, имаме мрежа на Europe Houses, на европски куќи широм земјите. Всушност има проекција исто така на бројни видеа за младите, наменети за младите, за ова специфична тема, исто така документарец, меѓутоа исто така и други видеа поврзани со кампањата, исто така ќе имаме и социјални театарски представи кои што ќе се однесуваат, ќе ги третира ситуации на конфликти, исто така самите актери реагираат, меѓутоа исто така ја вклучува всушност и публиката за да може да се приклучи на самата сцена, на самата бина, за да покажат како да се однесуваат во вакви слични ситуации и можеби да прикажат какви ситуации, со какви ситуации се имаат соочено. Овие елементи се всушност се организираат во нашите Europe Houses и
потоа исто така имаме еден многу важен дел кој што е всушност нашата награда Навигатор. Всушност тоа е онлайн квиз игра, всушност кој што им помага на играчите да навигираат низ 10 планети и исто така всушност ги проверуваат своите знаења. Всушност едно од планетите е Портокалова, всушност е за родово засновано насилство и всушност ќе побарат играчите да ги проверуваат своите знаења за нивните знаења и исто така всушност има многу добри награди и исто така тие награди се понудени од земјите членки на Европската унија во земјата и всушност во декември ќе ги даваме исто така и наградите. Всушност минатата година имаме 50.000 учесници и се надевам дека оваа година би сакал да поразговараме малку околу правната рамка и ефикасноста. Во последните години државата воведе низа на законски измени од Истанбулската конвенција до инкриминирањето на психолошко, економското и другите форми на насилство во кривичниот законник. Колку е ефикасна оваа постоечка правна рамка? Дали реално дава резултати на терен во спречување и заштита на жените и девојките? Јас мислам дека први не треба да признаеме дека значителен напредок е веќе направен во Северна Македонија во врска со действување со борење против родово засновано насилство. Всушност исто самата земја е ратификувана Истанбулската конвенција, исто така го има изменето кривичниот законник, го има криминализирано неколку действија со цел да се адресира родово базираното насилство. Мислам дека тоа е многу важно, затоа што всушност исто така со санкционирање, меѓутоа исто така сигнализира на сите други можни за незаконски действија, тоа исто така многу важно, истовремено и исто така во самиот закон за превенција и заштита од родово засновано насилство и семејно насилство, сето тоа треба всушност да се усвои за да може да се комплетира во законодавство и всушност не е само законот, туку исто така треба да се има и политики, исто така и стратегии, исто така и спроведување на многу чекори, како што се давање на услуги всушност и исто така за солништа за жените кои што се наоѓаат во такви ситуации, кои што се соочени со родово засновано насилство. Исто така е многу важно сите овие различни мерки кои што всушност се добро координирани затоа што всушност имаме на ниво на централна власт, меѓутоа исто така и услугите се нудат или на општинско ниво, на општините и исто така и од граѓански организации. Всушност е многу важно сето ова добро да се координира и артикулира, така да и исто така да знаеме како да се справиме со сето. Исто така постои додека ги правиме овие кампањи треба да се подигне свеста за ова прашање како такво, меѓутоа исто така да се подигне и свеста за да знаеме како да всушност да го адресираме тоа прашање, каде би можело тоа да помогне, тоа е многу важно и исто така постои и исто така од гледна точка на за солништа, затоа што тука се соочуваме со една тема која што всушност е првен е колективна одговорност, борба за колективна одговорност. Мислам дека сите треба да се вклучат, меѓутоа исто така тоа е нешто што значи нашето однесување треба исто така да се промени стереотипите со кои што ги имаме. Треба да се променат тие стереотипи, исто така треба да ги вклучиме особено и мажите и момчињата се со цел да може да се промени. Да, самото однесување на луѓето во секојдневниот живот и исто така очигледно овие се работи кои што им треба време да се променат. Да, ние сме имале многу, значи прогрес е направен, меѓутоа се уште треба да се направи многу повеќе. Пример како од податоците на Министерството за внатрешни работи дека некаде 5000 случаи се известувани или репортирани годишно ниво. Од една страна тоа е ниско ниво, меѓутоа сега се зголемува тој број. Всушност ова покажува дека свеста се зголемува и исто така треба се уште да работиме на давање на одговор и исто така да работиме на обезбедување на засолништа и на услугите и исто така да работиме на сензитивноста на овие прашања, на начинот на кој што ги третира самите жртви, за
за да можат тие да се чувствуваат удобно, за да дојдат и да пријават. И всушност на добар пат сме сега, меѓутоа уште треба да работиме меѓународните партнери, како што се и националните партнери, владата и граѓанските организации. Кога погледнеме пошироко како изгледа борбата против родово заснованото насилство во рамките на Европската унија, кои стандарди и механизми важат таму? Во Европската унија првен ние исто така ја спроведуваме Истанбулската конвенција. Всушност тоа е главната правна рамка на која што сме обврзани сите. Всушност од 2024 година имаме исто така и директива на Европската унија која широм сите земји членки на Европската унија која што го спроведува или го преведува ова во посебен закон за родово засновано насилство во рамките на Европската унија и всушност ова ја поставува правната рамка и исто така ја криминализира родово заснованото насилство на европско ниво. Всушност имаме стратегијата за родова еднаквост која што всушност ја преведува политичката волја во конкретни действија. Исто така го имаме акцијскиот план за родова еднаквост широм Европската унија, широм земјите членки на Европската унија. Всушност во нашата надворешна политика, всушност ова исто така представено таму, исто така во нашата соработка со трети земји, всушност во случај со Северна Македонија, го имаме овој акцијски план за родова еднаквост и исто така се обидуваме да ги мотивираме, да ја мотивираме и вашата земја да соработува со спроведување на вакви стратешки планови за родова еднаквост и исто така да се адресира оваа ситуација. Јас верувам дека тоа што е ситуацијата во Европската унија, исто така очигледно дека не е совршено и исто така ние имаме направени огромни напори да се справуваме со ова и јас верувам дека најдобро е да имаме холистички пристап, да има правна, политичка, меѓутоа исто така социјална обука или едукација и на културно ниво се со цел да имаме една сеопфатна рамка за да ги имаме вистинските, наменските финанси и да ги вклучиме сите чинители од национално ниво и до општините. Исто така многу важно граѓанското општество, школите, младите да бидат вклучени во сите дискусии. Јас исто така верувам дека ова е единствениот начин на кој што можеме да го третираме ова појава, затоа што мора да бидеме свесни дека родово заснованото насилство не е приватно прашање. Всушност тоа е кој што го има, со кој што се очуваат луѓето. Ова е всушност се работи за кршење на човековите права и треба да се препознае од сите како такво и всушност и исто така мерките треба да се усвојат и политиките да се усвојат од луѓето кои што ќе бидат, да се најдат во таква ситуација, да бидат свесни, да знаат, исто така да знаат како да е промената прекасната, како да одат напред и исто така всушност како да се справи. Во тоа, но која е улогата во поддршка на земјава во таа област? Како ЕУ помага на институциите, на организациите и заедниците да имаат поголем напредок во превенцијата, заштитата и поддршката на оние кои што преживеале насилство? Ние наистина ни представува задоволство можеме да продолжиме со нашата работа, со владата, со институциите во земјата, меѓутоа исто така со меѓународните партнери во врска со ова прашање, за да можеме да продолжиме на ниво на самите политики кои што се креират, да можеме да ја правиме нашата работа. Всушност еден важен чекор би бил исто така да биде согласување со легислативата на Европската унија и исто така со политиките и исто така да може да се хармонизира, да се усогласи со правото на Европската унија во оваа сфера. Тоа е еден чекор и исто така ние и исто така ние сме свели што имаме програми кои што се достапни, кои што даваат фонда, исто така техничка експертиза на сите чинители во земјата
за да може да работат на тоа и ние сме многу мотивирани да продолжиме со ова. Имаме редовна координација исто така и со институционалните чинители, со граѓанските организации во самата земја. Ги дискутираме овие прашања, значи се обидуваме да го адресираме ова прашање и да ги адресираме самите потреби. И исто така имаме финансиски ресурси, даваме финансиски ресурси, фондови всушност преку имплементација на разни проекти, всушност бројни сфери во кои што сакаме да започнеме работа, како што реков, усогласување е една работа и исто така прашањето за обезбедување на засолништа, тоа е друго прашање и исто така сакаме да продолжиме со нашата работа. И исто така, за да се подобри сексуалната и репродуктивното здравје, исто така е други едукативни програми. Мислам дека може да ја продолжиме нашата работа и може би треба исто така да спомнам дека само што го објавиме новиот повик за граѓанските организации кои што бараат фондови за можат да ги спроведат другите проекти во оваа сфера. Всушност овој повик за предлог проекти, всушност беше објавен пред 2 недели, всушност и трае до јануари следната година, крајниот рок, граѓанските организации ги повикуваме да се пријават во делегацијата на Европската Унија и се разберат да ги следат сите инструкции онлайн и ние се надеваме дека всушност многу чинители работат на овие прашања, ќе направат предлог проекти, ќе ги предложат, представат своите проекти и идеи и исто така за да може да ја продолжат соработката, ние со нетрпение очекуваме да ја продолжиме вредна работа, затоа што заедно можеме оваа работа за сите нас, за сите чинители, за националните, меѓународните, на сите нивоа и ние се надеваме да можеме да се адресираме ова прашање за родово засновано насилство. Која е вашата порака за гледачите и за сите нас кои во овој период кога ја водиме практично ова заедничка борба? Што би сакале да оставите како една најсилна мисла и порака до нашите гледачи? Јас заверувам дека главното прашање, всушност главната работа е дека треба да бидеме свесни дека родово засновано насилство е неприфатлив како феномен. Ако се соочувате со таква ситуација, дали како жена, меѓутоа исто така како маж, кој што всушност сведочи на таква ситуација на родово базирано насилство, всушност сите ние треба да станеме, да се избориме, да дадеме помош, да им помогнеме на жртвите, да најдат заштита и како што веќе многу е важно да се промени менталитетот, менталниот склоп, исто така е многу важно да им се даде помош на самите жртви, за да можат исто така да променат својата приказна, всушност за да можеме да придонесеме за крај, да се даде крај на родово базирано насилство. Поддршката што ја давате на сите иницијативи поврзани со заштитата на жените и на девојките, а ние ќе продолжиме понатаму да раскажуваме вистината, да ја менуваме приказната и да бидеме дел од решенијата кои што ќе се најдат против родово базираното насилство. Благодарам многу за вашето време кое го одвоивте ова утро. Благодарам.